Уште малку останува, така? Станува уште 7 минути. Да, така течеше нашата патека. 3 километри. Целта на нашето патување беше да стигнеме до местото во Нева, да го пронајдеме манастирот посветен на преподобномаченик Николај Нов во близина на Лариса и чудото од дрво кое крвоточи. Беше необично кога дојдовме до сознанието дека постои такво чудо во православието единствено и дека е возможно, а и докажено, дека од дрвото тече човечка крв. Ето со голема вера дека тоа е крвта на страдалниот маченик Николај Нов. Го дрвото, луѓе, еве црквичето. На нашата радост и немаше крај. Со нетрпение очекувавме да ги видиме сите моменти кои што ги имавме како сознание од преданието на Руската Украинска црква, Киевски Назарет, откаде протече, благодарение на сестра Маријана, информацијата за овој преподобно маченик Николај Нов. Бевме восхитени од се она што можевме да добиеме како информација од сајтот на Киевски Назарет, врз основа на нивното поклонение и дружба со братството од овој манастир. Бевме восхитени од информациите кои можевме да ги добиеме од нивниот сајт и од поклоничката нивна патека во овој манастир, од соработката со братството на овој манастир и од сите информации за чудото кое што се случува низ векови. Еднаш годишно, на денот кога преподобномаченик Николај Нов бил обиен, на 9 мај, крвоточат сите дрва, секој жбунче и секој лис, а во текот на годината само дрвото на кое бил мачен и погубен има свое крвотечение и ако е Божјо допуштење на поединци им се дава и поголема количина на крв да истече од него. И секако, исцелителноста и моќта на таа крв која што и медицински е докажано дека е во потполност иста како и човечката крв, само без одредена крвна група, и секако безброј информации за чуда што се случуваат како исцеление од користењето на таа крв заедно со света вода и масло од кандилото кое што гори постојано пред неговите икони. Малава црквичка во која се моментално се наоѓаме молитвено е изградена од еден богат човек во минатото, на кого му се јавил маченикот на сон и му рекол да каде ќе го пронајде неговото тело, да го откопа и да го изгради ова црквиче, тука да ги смести неговите мошти, а самиот, бидејќи боледувал од лепра, 3 пати да се измие во бунар од света вода, која што се наоѓало посети дрвото. И откако тој тоа го направил, и оздравил. Во моментот, додека ние бевме присутни во манастирскиот комплекс, имаше потполна тишина и веројатно монасите беа повлечени, но храмот, големиот храм, беше отворен и ние со голема радост и возбуда влеговме за да се поклониме и на гробот на преподобномаченик Николај Нов, да се поклониме на многу свети икони, меѓу кои целивната беше посебно чудесна. На нејзе беше отсликано житието на преподобномаченик Николај и чудата што се случувале низ векови. Благодарение на благословеното чудо од крвотеченијата,
на самото дрво и еднаш во годината на сите дрвја, многу луѓе имаат добиена од таа крв, која помешана со света вода, може да се пие и да се премачкува по болните места и затоа исцеленијата на кожни болести и на болести од карцином и други тешки оболувања има многу сведоштва кои воодушевуваат и радуваат. Посебно не воскити местото на неговото погребение, неговиот гроб, во кој предпоставуваме дека има негови свети мошти, но не беа видливи, беше видлив само еден отвор, една ситна песок, но од тој отвор имаше такво благоухание и таква благодат и целото гробно место дишеше со некоја посебна мистична благодат. Запознати со житието на овој светител и со моќта која Бог ја допуштил овде да се случува, принесовме топли молитви на неговите мошти и на секое место кое што почувствувавме дека може да ги прими нашите молитви, бидејќи целта не беше да побараме помош за здравје и спасение на наше чедо. Желбата да го запознаеме преподобномаченик Николај Нов во Вонева, одблиску беше желба не само за нас и за нашите потреби, него да ги пренесеме и нашите импресии и сознанија преку оваа видео снимка и до сите оние кои имаат потреба, за да може да дојдат да се помолат и да си побарат помош за себе и за своите најблиски. Гробје живот дарова. Христос воскресе из мртви. Нашата душа и нашите устни го славеа Бога и принесува славословие кој одразува и нашата молитвена состојба и молитвата за помош. Кој е масло се? Првото е масло. Да. Иако немаше присуство на монашкото братство, тие све така убаво уредиле да Свето секој масло може и света да вода. си нацрпи од осветеното масло и од светата вода. Да одиме на местото. Овие кадри нема да го видите моментот кога ни приде еден од монасите, ни отвори манастирската продавница, секако не услужи колку што можевме да се разбереме, бидејќи никој не знаеме грчки, но на некој начин со мимики се расправме и побаравме благослов за да можеме да придеме на светото дрво и да покушаме да добиеме од крвта. И еве сега на голема радост на сите, стоиме пред тоа чудо на православието. Сестра Маријана ни покажува како се помачкала со крвта која слузи низ дрвото. Не. Имате можност да видите дека во околината има многу дрва и тие дрва на 9 мај сите крвоточат. А само ова дрво текот на годината дава постојано принос на крвотечение. Ова е иконата на преподобномаченик Николај Нов и во овој дел постојано има слуз од крв и секако неколку отвори низ кои се протнува црево и со ушмокување со благослов на монасите и на Бога и на светителот, некои имаат можност да добијат и поголема количина на свежа човечка крв. Не може нешто да бараме, а да не принесеме.
А нашиот принос беше читање на Акатис, секако на руски, а бидејќи сестра Маријана има учено и живеено во Русија, со голема радост го изчитавме и молитва, се помоливме и побаравме благослов и од самиот преподобномаченик Николај Нов да ни даде принос од крвта која тече низ дрвото. Молися по Господу Иисусу Христу, подати нам прегрешение и оставление, даруй мое всем бесконечные Его милости, яко Тој благ ест и человеколюбец. Амин. Жените бојцем исцеления, од востока во сияви Николај обварјаеше. Во овие кратки видео снимки јас не можам да го раскажам целото житие на преподобномаченик Николај Нов, но во посебен прилог ќе го направам тоа, така да ќе имате можност да ја слушнете целата приказна. Ова е иконата на монасите кои што заедно со преподобномаченик Николај погинале и се стекнале со венец на вечна слава на Царството Небесно. Еве, тоа е таа икона во чест и слава на мачениците кои погинале заедно со преподобномаченик Николај Нов, пред кое постојано гори кандило. Христов непобедими и колебниче пречудни. Страх Господина основание душе Твојот, виности Твоја, положилие си предложение. Под самата икона има наредено разни прилози, па и ние оставивме тоа што мислевме дека можеме да го оставиме, како еден принос и молитва за одредена личност или потреба. Радуй се, јако си непобедимим во страданија. Радуј се, јако ликов случи, мине во славе мучеников. Радуй се, мудрим светло уподобление. Радуй се, всем верни наслаждение. Радуй се, сило царе благочестивый. Радуй се, копје на врагов неукротимих. Радуй се, Николај блажение, мучениче Господ. Додека течеше читањето на молитвите, мојот сопруг прв се обиде со цревото да започне излекување на крв од самото дрво. Еве и сестра Тина. Сите на свој начин се обидовме и тоа траеше и повеќе од 2 часа. Бевме упорни, молитвата не пристануваше. Еве, и мојата керка, сите се обидовме, но сепак не ни беше благословено да добиеме голема количина. Добивме малку, доволно за да помешаме со света вода и да однесеме за она намена за која и дојдовме насад во нашиот дом. Фала ти и слава ти, преподобномачениче Николај, што не удостои со оваа светост. Нека биде за здравје за оној за кого дојдовме.